Најновата аконтативна пресметка, односно ЕППД, во програмот може да ја припремате преку XML и да ја постирате да ја закачите на веб страната. Како ќе го правиме тоа? Во програмот ја бираме фирмата за која ќе правиме исплата, во финансии, во Алиса, образци, УЈП образци, ДДВ4 и ЕПДД. Овде имаме две рубрики. Не интересира сега ЕППД. ЕПДД. Кликнуваме нова пресметка. Се формира нова пресметка. Ако имаме повеќе жиросметки, може да бираме од која жиросметка планираме да исплаќаме. Овие жиросметки се земат од табели клиенти, предвидените жиросметки. Забелешка, ова е наше поле, по потреба може да си го допунеме. Договор за дело. И сега сме во долниот дел. Полето баре ни возможува да пребаруваме од текувните фирми и или работници. Значи, ако имаме исплата на договор на дело, а не ни е физичкото лице вработен, можеме во табели фирми да го внесеме. При тоа, што е задолжително? Да има општина, да има матичен број, трансакцијска сметка и да е означено физичко лице. Значи, тие 4 критериума се потребни за да лицето може да го бираме во списокот. Во полето баре можеме да бираме, се бират од двете места. И сега ако куцаме дел од името, Манов, не е битна кирилица латиница, излегува листа од кандидати. И имаме истите лица ни се внесени и кај вработени и кај фирми. Кај фирми се еве ги, првите два, и кај вработени, таму секако се целосни подаци, ги имаме долу. И со избор, еве се пренесува за број 1, ни се пренесуваат подаците за лицето. Ако толку сакаме, можеме и рачно да го прекусаме името, или матичниот број, или ако има друга трансакцијска, може и тоа да го направиме. Следна работа е треба да бираме тип на приход. Ако е по договор на дело, се бира, и следно е под видот, и тоа го бираме. Според овие критериуми се вградени се во програмот ослободувањето. Сега, сакаме да внесуваме нето или бруто. Например, нето, исплатено му е 15.000, се пресметува бруто. Или ако имаме бруто, податок за брутото, го пресметуваме брутото, например 18.000, се пресметува нетото. Ако сакаме да смениме во редот друг тип на примање, за истото бруто, за истото нето, се пресметува соодветното бруто. И одбитоците и персоналниот данок. Ај, пак ќе вратиме на 7. Ето. Имаме втора исплата. Еве пак Манов. Еве сега изберем од фирма. Дончо Манов, односно Роберт Манов. Еве ги подаците за Роберт Манов. Се пренесуваат приход код и подприход код, подвидот, и еве нето, например, 10.000, односно еве 9.000, да имаме чиста сметка, еве 10.000 со 1.000 персонален данок. Долу ни се ги имаме кумулативите. Следна работа што треба да направиме е да креираме XML файл. XML файлот се формира во фолдер MyGPM EPDD 2018 фирмата. И еве го, аконтативна пресметка. Ова е типичен XML файл. XML файлот е усогласен. Ајде да видиме дали ќе не успее вчитувањето. Во EPDD, ако сме во овој екран, ќе кликнеме на стрелчето
ни се отварят Home страната и аконтативна пресметка, внесна XML. Избери C MyGPM EPDD 2018 Манов. И овде ние се подредени 1, 2, 3 и имаме датата. Аконтативна пресметка Open. Следно е закачи. Процесирај и вели дека се е во ред. Процесирањето е успешно. Ако не се внесени сите подаци кои што треба, со општина и точни подаци за матичните броеви и трансакционите, фајлот ќе биде исправно процесиран. Се враќаме кон внесената пресметка и еве ни ги податоците внесени за комплетирани. И натаму може да продолжиме со да продолжиме пресметката со потпишување. Сега ќе ги избришеме само, пошто ова не е проба. Значи многу лесно се формира XML фајлот и се аплодира, без многу да размислуваме. И си поидуваме од нето, не правиме ни калкулатори ни ништо, едноставно во програмот се вградени сите пресметки и треба да одговарат на реалност. Која е поволноста на ова? Значи можевме ова и да го внесуваме и директно во EPDD, меѓутоа тут ќе имаме проблеми кога некои работи ќе се повторуваат. Например, сакаме ова да направиме уште следниот пат. Еве сега ќе направиме една кирија. Односно вака. Нова пресметка. Еве. Закуп или кирија, ајде. Кирија. Кај Еленора Штериова бираме еве закупнина. Еве нето 12.000. И ја правиме исплатата во XML, еве XML број 2, еве нова, може да ја закачиме. Веројатно секи биде во ред. Сега, ако следниот месец сакаме да правиме пак ако треба да правиме нов XML, едноставно во листата бараме кирија и овде имаме копирај во нова пресметка. Само со кликнување овде се прави број 3 со истите подаци од број 2. И по потреба ако треба нешто коригираме, еве, место 8182 ќе биде и правиме нов XML. Во програмот можеме да мешаме и повеќе пресметки, например, од овде, од договор за дело, овој ред сакаме да го овој или повеќе редови сакаме да да додадеме во следната пресметка. Овде имаме, ги селектираме редовите кои сакаме. Ако сакаме да селектираме повеќе редови, држиме контрол. Со контрол и клик се селектират повеќе редови. Следно е копи редови. Гледаме се означува паста редови као активно. Одиме во пресметката која сакаме да ја дополниме. Е ова. И овде паста редови, тие два реда се додават. Еви. И сега може, ако кликнеме XML, се прави XML се комбинира. Ајде XML, еве го комбинираниот. Ајде пак да го пробаме да го вчитаме. Уште еднаш постапката. Внесна XML. Избери. Аконтативна пресметка број 3. Open. Закачи. Процесирај. Се е во ред кон внесената пресметка. Еве ни 3 внеса со различни основи. Значи постапка, целата работа се многу поедноставува.
Тук имаме можност да бришеме список. Мораме поставеност и дозволена манипулация. Ако кликнем ве одам на втората пресметка. Бриши список. Втората е бришеме. Односно ја бриши содржината. Ако сакаме како пресметка да избришеме, стандардно со Ctrl Delete се бриши. И пожелувам успех во користењето на оваа алатка.